Ако Индоминерали Пробиштип не ги покрие каналите со јаловиште, државата ќе го казни и до 100.000 евра. Нема отстапување. Зрновци од државата доби речиси 200.000 евра. Да го помогнеме и животот во помалите рурални места. Пијани Весен Пробиштипјанец синоќа барал жртви со секира. И откупот на дворовите заглави кај елаборатите. За да ги решат проблемите, државата на собствениците им дава 10 месеци гратис. Од месец февруари до октомври. Слепа старица од Делчевско Драмче моли за леп. Леп, само леп. 3 километри долга каналетка од флотација до јаловиштето во рудникот Индоминерали не е соодветно обезбедена, утврди од Министерството за екологија. Констатиравме по наше видување дека состојбата е почната да се реагира на препокривање на каналетките, меѓутоа дека за тоа нема соодветна проектна документација изготвена и ревидирана. Поради ова, во рок од 10 дена максимум да ни достава техничка документација, доколку има, доколку нема да се изработи, согласно нашето решение ќе биде во рок од 15 дена максимум. За Сонја Липиткова, државен секретар во Министерството за животна средина, проблемот мора да се реши. Нема отстапување од она намера на владата дека секоја компанија која што нема да ги исполни условите, односно нема да се приспособи на најсоодветните техники и технологии, ќе следи дури клуч. Зошто обезбедувањето на каналетките е толку важно? Има предуслови да се предизвика штета за тоа што тие се отворен тип и може во секој случај, нели, несовесен граѓанин да стави некој предмет во самата каналетка и да се излее дел од пулпата, да предизвика понатака еколошки штетни последици. Сигурно дека е наш интерес да нашата животна средина, односно делот кој што поминува овој транспортен систем на јаловината, да биде колку е можно побезбеден. Доколку Индоминерали бараната документација не ја достават во определениот рок, казните се ригорозни и се движат од 70 до 100.000 евра. Од Индоминерали денес потврдија дека ќе сторат се проблемот да го решат во предвидениот рок. Сите проблеми кои во континуитет се, односно во се појавуваат, ќе ги надминеме заеднички и ќе ги запазиме роковите за усогласување и добивање на интегрирана дозвола. Инаку, освен Индоминерали, интензивни контроли надлежното Министерство и Државниот инспекторат за животна средина вршат и во останатите рудници во државата. Општината Зрновци од државата доби речиси 200.000 евра. Со овие пари, општината веќе гради плоштад од 1600 метри квадратни во центарот на Зрновци. На овој плоштад ќе има изградено и бина, која што понатаму ќе може да ги задоволи настапите од јавен карактер. Ќе има изградено една фонтана, која што освен што ќе има украсна улога од која што ќе прска вода, ќе има и неколку чешми за пиење и освежување на граѓаните. Ќе има поставено исто така и статуа од нашиот заштитник на општината Свети Димитрија Солунски. Освен плоштад, парите ќе бидат искористени и за фекална канализација во селото Видовиште. Овде се работи за втора фаза, бидејќи една фаза веќе имаме минатите години изработено. Се надам дека со ова значи ќе ги покриеме и останатите граѓани во Видовиште. Втората фаза е долга некаде околу 3,6 км, а веќе имаме изградена една фаза од 1,5 км. Со ова практично, канализација ќе имаат жителите од целото село. Канализацијата многу убаво е, добро е тоа. Ова е голем проект за нас и мислам дека од големо значење. Тоа е доброто што може да се направи во селото. Луѓето, нели, некој си има сетнички, некој испушта се тоа, оди у водата таму оди, а таа вода, да речеме, негде она извира, дори има чешми. Тоа е глуторија, тоа е лошо. Зашто да е до епидемија. Овие пари од државата се инвестиција во најважното. Ние сакаме да ги помогнеме, да го помогнеме и животот во помалите рурални места преку подобрување на инфраструктурата, градење на улици, градење на плоштади, бидејќи горе-долу знаеме земјоделците живеат во помалите рурални средини. Значи сакаме да го подобриме, да ги подобриме и условите на живот за земјоделците кои живеат во овие рурални средини. Проектот на владата за развој на руралните средини опфаќа 84 села, а пари од нив добиле дури 73 села во државата.
И приватизацијата на земјиштето заглави кај елаборатите. Од вкупно 11.500 поднесени барања во Штип, кај речиси 40% постапката е стопирана, зашто собствениците не доставиле геодетски елаборати. Сите знаеме дека и постапката за легализација во исто време се спроведува, така да сите оние фирми кои што ги изготвуваат геодетските елаборати реално не можат да постасат и мислам дека тоа е една од причините за неможноста да се постапи по сите барања во исто време. Освен презафатеноста на геодетите, во случајов проблем се и парите. Во најскромна верзија за приватизација на куќа од 100 квадрати и двор од 70, само за елаборат треба да се дадат 170 евра. Многу пари доваѓа тоа спрема платите што ги зимаме. Лично и за мене, јас како технолошки вишоток, за мене се многу пари тоа. Има дополнителни трошкови многу тоа, трчање, натака, навака, поштарина, патарина, излезат недоколу 200-250 евра излезат немала рака. Сумата за приватизација на земјоделското земјиште е многу поголема, зашто поголеми се површините, па за многумина прашање е зошто земјиштето воопшто и да го приватизираат. Со проширувањето на градежниот опфат од страна на општините, нивното земјоделско земјиште станува градежно земјиште. Сите знаеме дека градежното земјиште има многу намени, со донесувањето на деталните планови ќе се одреди намената на тоа земјиште и така сметам дека голема е придобивката од овој процес и во тој поглед на граѓаните. Во меѓувреме, освен собствениците на куќи, можност за приватизација на земјиште имаат и оние кои живеат во стамбени згради. Секој стан без разлика со колку квадрата, колкава површина има, односно колку метри квадратни е самиот стан, се зема како стамбена единица. Доколку во една стамбена зграда има 10 стамбени единици, односно 10 станови, земјиштето под објектот се деле на 10 еднакви делови, значи они стануваат со собственици во идеален дел. За да ги решат проблемите, државата на собствениците им дава гратис 10 месеци, па наместо на крајот на јануари, барања ќе се примаат до октомври. Но оние што постапка за приватизација не почнале, потребни им се следниве документи: барање, доказ за сопственост, имотен лист, лична карта и уплатница со 300 денари уплата. Изградбата на хотели, кампови и други објекти за рурален туризам се поддржани со Европскиот ИПАРД фонд. Заинтересираните земјоделци и фирми ќе можат да се јават на огласот кој ќе се објави до крајот на месецов. Со над 1 милијарда денари пари од државата ќе се реализираат 134 проекти во 72 општини во државата преку програмата за рурален развој. Повеќе од 400 локации и објекти од поранешни фабрики, хотели и други објекти кои се во државна или приватна собственост се нудат на потенцијални странски и домашни инвеститори. Објектите можат да се реновираат или да се изградат од почеток, да се промени постоечката дејност и да се пренаменат за потребите на инвеститорот. Пијан и бесен 48 годишен пробиштипјанец со иницијали Ј.Е. синоќа на улицата Доне Божинов во Пробиштип барал жртва со секира. Ј.Е. имал претходна расправија со својот познаник 52 годишниот А.Д., а кавгата се одлучил да ја заврши крваво. Испил многу, односно тргнал со секира, но и 3,1 промили алкохол во крвта. Отишол пред влезната врата од станот на А.Д., го искршил стаклото и му се заканал на домакинот, но до него не стигнал, бидејќи во намерата бил спречен. Колку случајот бил драматичен, зборува и медицината. Раздразливост, агресивност на самата личност, почнува да губи рамнотежа, способност за ориентација во просторот, а многу високи количини на алкохол во крвта предизвикуваат халуцинации и тежок делириум. По инцидентот, полицијата го привела побеснетиот пробиштипјанец и за него предстои кривична пријава. Денес, во што мисли народот? Јавни прашања за Бети Кузмановска, пратеничката која никогаш не бега од гласачите. Јавете се и вие во што мисли народот, веднаш по првите вести на ТВ Стар. Леп, само леп. Ова е лелекот на 72 годишната слепа старица од Делчевско Драмче, која е оставена сама со темнината во очите, секојдневно живеејќи од милоста на блиските соседи. Стуткана на еден крај од креветот во ладната соба, раскажува за голготата што ја преживува секој ден во осамената куќа. Јас дека сум ќорава.
тетава и не мога да ода и сам се здрави. Најблискиот сосед, но и роднина на старицата е единствениот што се грижи за неа. Сега у скоро време и почина и сино, едено се не знае ни дека е дали по Грција, дали дека нема он него ништо. Веќе 15 години. Откако починал нејзиниот син од туберкулоза пред 1 месец, бремето на мизеријата се струполило врз старицата. Соседите се поретко наминуваат, бидејќи се плашат за сопственото здравје. Јас имам прицу кашун од 230-150 и јас немам могуćност прво колку мога онада, деца имам внуци, јас не мога се да вида да се мија, јас се по 3 пати преоблачах кога иде таму и дарите се унка оставам. Единственото решение за немоćната старица е грижата за неа, да ја преземи државата, да ја смести или во болница или во дом. Се имам барање поднесено до Центар за социјални работи, да ја сместат некаде во прифаталиште, во некој дом. Од них нема ништо. Биле, дојдоме до Калги. Вие сте први кои дојдете тука и некој пат комшите додат сваќа час, не мога да речем, не са додили 5 дена еднаш доата, ма додат некој пат ме нема, они видат кога ме нема, донесат некој јадење. Од Центарот за социјални работи во Делчево ни рекоа дека постапката за незиното сместување во дом е во тек, но според нив мора прво да се дијагностицира незината болест, а потоа да се сместува во старски дом, додека завршат бирократските процедури и додека се договорат институциите дали старицата треба да се смести во дом или во болница, останува бремето за секојдневното преживување во руралните планински предели до кои води само црн пат врз плеќите на соседот, Љупчо и на слепата старица. Од 5 јануари семејството го бара 51-годишниот Страхил Миленков. Страхил последен пат е виден на коледарскиот оган во Кочанско Жиганци, каде и живее. Облечен во зелено палто, црвени панталони, капа и сини патики, потенцираат од семејството. Висок е околу 170 сантиметри. Сите што располагаат со некакви информации да се јават во најблиската полициска станица. Општина Чешиново Облешево започна постапка за означување на археолошките локалитети со особено културно значење. Станува збор за локалитетите Свети Атанасий кај Спанчево, Пилево кај Бурилчево и Бањата во истоименото село. Патоказите, односно знаците за културните знаменитости ќе бидат завршени и поставени во текот на овој месец, а парите се обезбедени преку Агенција за подрачка во земјоделството и руралниот развој. Со 1,5 милиони евра ќе се санира браната Пишица, чие попуштање лани беше причина за поплави во овој дел од државата. Владата на Република Македонија после минатата годишна хаварија на браната Пишица изготви проект, го ревидираше и многу што е важно за сите граѓани на Пробиштип и околината е дека таа брана од оваа година ќе почне како таква да се поправа во целосен, значи не само да се реконструира, туку со еден целосен проект за незина ревитализација. Со 13 милиони денари од Агенцијата за земјоделие и рурален развој, општина Пробиштип ќе гради пат и водовод во 2 села. Се работи за еден проект од околу 10 милиони денари, средства со кои што треба да се асфалтираат неколку улици во селото Добрево. Исто така во селото Бунеш треба да се изгради водоснабдителен систем со кој трајно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето. Вкупниот износ на овој проект е околу 3 милиона и 200 илјади денари. Со пари од државата, Виничкиот дом на култура ќе реализира 6 проекти од областа на културата. На работата на Мадонискиот камерен квинтет кој работи низ цела година, како во Виница, во Домот на култура, така и гостува во повеќе градови во Републиката и странство. Потоа работата на ансамблот за староградски песни Серенада е финансирана една наша продукција, наша театарска представа аматерска. Фестивалот на хумор и сатира Виница Веритас, кој има свое 600 издание. Локалниот совет на млади во општина Штип со конкретна програма за подобрување на положбата на младите. И како главна цел и главна мисија на Советот на млади ќе биде образованието и едукацијата. Во нашата програма вклучува и различни манифестации од културен и забавен карактер, посета на локалитети, празнување на нашите државни празници, празнување на светски денови и пред се негување на нашата традиција, историја и култура. Сакаме директно да се вклучиме во решавањето на проблемите на младите во нашата општина, а знаеме дека најголем проблем на младите во нашата општина, а исто и во нашата република е невработеноста на младите и сакаме сета таа ситуација да се промени.
Својата прва книга песни "Дете од лоша фамилија", младиот поет Дарко Лешовски утре вечер ќе ја промовира во Штип. Промоцијата ќе се одржи во Домот на млади со почеток во 19 часот. Поради планирани прекини без снабдување со електрична енергија, утре ќе останат населените места во Свети Николе. Свињарска фарма и БИМ од 14 до 15 часот. Село Ќоселари и ИГМ од 10 до 11 и селата Габери од Џалија од 11 до 15:30 часот. Во Кочани без електрична енергија ќе останат викенд населбата Пониква од Моралиште од 8 до 10 часот и село Спанчево од 10 до 13:30 часот. Во Берово во периодот од 9:30 до 15 часот струја ќе немаат дел од улиците 11 октомври, Бел Камен, Пролетерски бригади. Викенд на селбата Албаница, Беровско езеро, дел од улиците Маршал Тито, Моша Пијаде и туристичкиот комплекс Аурора без струја ќе бидат од 9:30 до 10 часот. Додека населените места во Таушанска Маала, дел од Маршал Тито, без електрична енергија ќе останат од 9:30 до 15:30 часот. Денешниот живот многу грозен. Разочарана сам, ако сте Бога верни, да ми са земја да се отвори да пропадна. Маш ми има 35 години работен стаж, а јас имам 21 години и 6 месеци и се смееш. Нити тоа закон мене ме фата, а он е искаран. 21 година работеше во сервис Берово. С фирмата ојде под стечај, ојде во Жито Малеш, свинарската фарма, 2011 година. По 7 часот ојде во 2 часот го искараа од работа до ден денеска, не ја знаеме причината поради која е искаран од работа, никаков надоместок, без никакви примања. Денес Комисијата за спорт и избор на спортист на Штип го завршија изборот за најдобрите спортисти, кои го представуваа Штип во изминатата година. Според однапред утврдените критериуми на Комисијата, најуспешен спортист на Штип за 2013 година е избран каратистот Жарко Арсовски. Тој во изминатата година, представувајќи го Штипскиот универзитет Гоце Делчев на Европското универзитетско првенство во Будимпешта, го освои златниот медал во категоријата над 84 килограми, каде до првото место стигна преку 5 победи во конкуренција од 20 каратисти од својата категорија. Веднаш до него, односно на второто место во најтешката конкуренција, се најде борачот на балканец Дејан Богданов, кој беше второпласиран на медитеранските игри во Мерсин. Додека третото место го делат исто така борачите Дејан Митров и Бобан Данов, кои беа бронзени на игрите во Мерсин. Четвртопласиран во Штип е кикбоксерот Далибор Огњанов, додека петти заврши каратистот Емил Павлов. Наградата за најдобар спортист од колективните спортови ја доби фудбалерот и капитен на прволигашот Брегалница Горан Здравков. Джен Маккормак од Канада, најверојатно е единствената обожувателка на Битлси во светот, што 50 годишнината од создавањето на оваа група ја одбележа со ставање тетоважа на целиот грб. Таа има потрошено повеќе од 10.000 фунти за својата огромна колекција од предмети посветени на нејзиниот омилен бенд. Воопшто не е ни чудно што девојката се решила 50 годишнината од нивното постоење да ја одбележи со огромна тетоважа на грбот, за чија изработка биле потребни 50 часови. Тоа не е било каква тетоважа, составена е од елементи кои ги символизираат членовите на Битлси, иститувирани се нивните инструменти, символот на бендот и детали кои подсетуваат на нивните композиции како диаманти на небото, жолта подморница и така натаму. Она што и лежи на срце, како неисполната желба, е Пол Маккартни да и се потпише на грбот, каде подоцна би можела да си направи уште една голема тетоваж. За преподобен Теодосиј Велики утре се споменуваат православните христијани, додека католиците ќе го одбележуваат Свети Фрањо Салашки.